Значи, најавивте нови вработувања од 500 полицајци кои сте проценили дека има потреба. Знаеме дека има околу 100 полицајци кои што од предходните курсеви ги добиле дали заклетва во министерството, а не се вработени. Знаете и кога бевте атхок министер имаше проблеми со тие луѓе, дали ќе бидат дел од овие вработувања? И второто прашање ми е нов предизвик ќе бидат локалните избори. Дали сте доволно спремни, дали мислите дека ќе биде организирани во ред и без проблеми? Ви благодарам и на двете прашања. Прво, во однос на првото прашање не најавив, туку тоа е веќе оглас кој што е распишан за вработување на 500 полицајци. И знаете, тоа е многу чудно. Јавноста со право поставува прашање како е можно при толку огласи вработување во МВР повторно да има недостаток на полицајци. Сакам да знаете неколку факти. Во секторите за внатрешни работи има навистина недостаток на полицајци, на оние кои што треба да ја работат полициската работа, да бидат на терен. И како податок ќе ви кажам само дека во СВР Скопје имаме недостаток од 860 полицајци. Следниот сектор, според во кој што најмногу недостасуваат полицајци е СВР Охрид. Некаде околу 150. Овие два показатели говорат дека во изминатиот период имаше многу вработувања, меѓутоа не се почитувала таа обврска од 5 години најмалку да работат како полицајци, туку ги користеа за вработувања и веднаш после тоа добивале решенија за инспектори и биле распоредувани во сите други служби. Затоа можете да најдете служби во кои што има потреба од 20 инспектори, а да имате 20 инспектори. А таму кај што треба да имаме полицајци, немаме полицајци. И нашата намера е со овој оглас да обезбедиме 500 полицајци, кои што најголемиот дел се за Скопје, кои што ќе потпишат договор дека најмалку 5 години ќе работат како полицајци, и тоа најмалку 5 години, и затоа и апелот ќе биде и до сите, дека оние кои што се пријавиле треба да знаат дека огласот е за полицајци. Не преку овој оглас да остваруваме вработување како друг вид или друга потреба на вработувања, криминалисти, правници, економисти и така натаму. Тоа го напоменувам заради тоа што планираме нова постапка, друг соодветен пристап на природен одлив на кадри кои што се од делот на инспекторите, високообразовани кадри, така да внесуваме повторно криминалисти, што тоа го кажа веќе еднаш во моите обраќања претходно. Што се однесуваат до тие полицајци, односно кандидати за полицајци кои што ја завршиле обуката, тие беа промовирани, завршена е обуката. Меѓутоа, треба и вие да знаете дека врз основа на Закон за внатрешни работи, според мене тоа е една лоша одредба, меѓутоа таква е каква што е сега. Ако барате 500 полицајци, вие морате на обука да земете 10% плюс од бројот што сакате да го примите. Тоа значи дека треба да имаме 550 полицајци. Се случува во текот на обуката, некои полицајци од разни причини, согласно закон, дали да дисциплинско поведение, дали водење на некаква друга постапка, им се раскинуваат договорите, да речеме неоправдано отсуство, мал број на поени во модулите на полагање и така натаму. Меѓутоа на крајот остануваат повторно една бројка на полицајци кои што кога трнале на обука потпишале дека ако бидат најслаби со резултатот во последните 10% нема да бидат вработени. Така да тие сите млади луѓе кои што ја завршиле обуката биле запознаени дека може да се случи, ако не ги имаат положено испитите со солидна оценка, дека може да се најдат во долниот дел од листата. Сега, дали е тоа добро? Според мене не е добро, бидејќи државата вложува средства, прави обука на полицајци и наместо да ги вработиме тие кои што завршиле, ние мораме да ги оставиме за тоа што законот кажува дека тоа треба да се прави. Јас навистина правев напори неколку пати и тоа ќе го правим и сега. Меѓутоа сакам да знаете, го затекнав Министерство за внатрешни работи со 39 милиони денари минус заплати за оваа година. И тоа не ни дава комотна позиција да можеме веднаш сите тие, а има некаде околу 150 луѓе кои што досега завршиле со обуки за полицајци, да бидат дел од МВР. Така да ќе бараме начини дали можеме тоа да го реализираме, иако реков дека законска обврска немаме како министерство. Тоа е првото прашање. Во однос на локалните избори, Министерството за внатрешни работи е подготвено, сите структури во рамките на МВР оперативно веќе почнуваат да делуваат во однос на обезбедувањето на локалните избори, односно периодот до одржувањето на
изборите и денот на изборниот процес. Ние се подготвуваме максимално да овозможиме да имаме мирен, фер и демократски изборен процес од една страна, да има одлична безбедност и од друга страна исто така се подготвуваме да делуваме во рамки на спречување на било каква злоупотреба на позициите на било кој функционер во изборните процеси. Така да тие две паралелно активности ги спроведуваме во овој момент. И третата работа што сакам да ја напоменам дека стоиме на располагање и ги остваруваме сите барања на Државната изборна комисија што се однесуваат на спроведувањето на локалните избори. Две прашања имам и јас кратки. Ме интересира околу тоа дали владата и МВР веќе изградија став околу тоа како ќе гласаат во однос на приемот на Косово во Интерпол и ако може кратко околу потрагата по Бошковски и Грујовски, до каде е постапката? Во однос на првото прашање, со оглед на тоа дека состанокот е при крајот на месецот, трајат консултациите во владата и кога ќе имаме изградено став во однос на оваа одлука ќе информираме јавноста. Во однос на Бошковски и на Грујевски секојдневно имаме податоци и проверки, меѓутоа тоа се податоци и проверки кои што не може да бидат споделувани во јавноста заради процесот кој што се води, а инаку генерално за случајот сите анализи, сите податоци ги имаат во СЈО и тие се надлежни да добиете било каква податок што може да добиете. Министре, екс-премиерот и лидер на опозицијската ВМРО ДПМН Никола Груевски побара од МВР ангажирање на 20 на дополнителни телохранители за неговата безбедност. Дали имате информација дали веќе УБК одлучило дали ќе му ги додели тие 20 лица? Првото прашање и второто во делот на трошоците за репрезентации, дали се ќе остане на ниво на информација или сепак ќе биде отворена и некаква дополнителна истрага? Благодарам на прашањата. Првото прашање што се однесува до барањето на Груевски за обезбедување. Прво сакам да знаете дека Груевски, односно парламентарното мнозинство во тогашниот состав донесе законско решение кое што вели дека бившиот премиер има право на обезбедување со 6 лица и во време траење од период кој што му бил мандатот. Сега одеднаш се случува дека и тоа лично на лично барање побара да има обезбедување од плюс 20 лица. Таа одлука носи министерот за внатрешни работи. Јас донесов одлука пред околу 1 месец во однос на ова прашање. Одлуката е дека нема потреба од дополнителни луѓе за обезбедување на Груевски. Меѓутоа, не ја донесов така паушално. Јас можев да ја донесам веднаш, меѓутоа не е добро. Направивме проценки и во Бирото за јавна безбедност и во Управата за безбедност и контраразузнавање. Анализирани се сите податоци и со оглед на тоа што неговото актуелно обезбедување од 6 лица ниту во еден момент до сега не пријавило за било каква закана по него или по неговото семејство, нема никаква проценка дека треба да биде зголемен бројот на лицата кои што го обезбедуваат. Тоа е едното прашање и второто беше за репрезентациите. Јас ги истакнав податоците сите кои што се однесуваат на репрезентациите. Чекаме избор на нов јавен обвинител заради тоа што не сакам да ги однесеме во јавно обвинителство и да ги затворат тие случаи. Бидејќи на мене ми се случи една таква работа, еден сеофатен извештај за незаконско издавање на дозволи за оружје, кој извештај беше околу 100 страни, доставен до јавното обвинителство, се затвори без никаква постапка, а беше констатирано дека 468 лица од СВР Скопје само имаат земено оружје на нелегален начин. Иако ја затворите еднаш постапката, правилата се не 2 пати за исто дело. Во врска со оперативниот центар, дали во овој оперативен центар ќе се вклучат и операторите, телекомуникацијските оператори? Кој оперативен центар? И оперативен центар во врска со следење на комуникациите и јавното обвинителство кое ќе се формира кој е во тек, и дали ова оперативен центар ќе има управен одбор или ќе има директор? Не би го разберам прашањето, Да. Предпоставам дека сакате да кажете моделот за реформа на УБК. Значи, тоа е на ниво на шпекулација, ги слушнав деновија низ медиумите, и тоа ние како МВР имаме став, треба да се разговара сега и на влада, да се донесе одлука за тоа кој модел ќе го одбереме. Во едниот од моделите има оперативно-технички центар, меѓутоа постојат уште 3 модели. Кој ќе биде најсоодветниот модел? Понатаму ќе пристапиме многу скоро во дебата во собранието со невладиниот сектор, сите заеднички, ќе ги представиме моделите. Ако се одлучиме за тој модел на оперативно-технички центар, тогаш
ќе се дадат насоки, односно ќе се анализираат сите состојби како тоа ќе се реализира понатаму. Меѓутоа, одлука таква се уште нема и тие информации кои што ги споделува во медиумите се апсолутна шпекулација. Министре, дали МВР го најде лицето што ја обои со црно слика мајката Тереза? На плоштадот Скендербек? Да. Се работи оперативно на овој случај, се работи оперативно, се прибираат доказите, се уште немаме откривање на ова лице, меѓутоа има индиции сериозно кој може да биде, така да во моменти кога ќе се дознаат сите факти ќе ги соопштиме на јавност. Јас имам прашање што се надоврзува околу прислушкувањето. И дел од јавноста, еве и ја лично мислам како да се уште постои некаде некои илегални центри од кои се врши прислушкување. Тоа се вака некои знаци што сме ги научили вака со времето, како да некаде се уште постои таа отуѓена моќ која ги прислушкува веројатно граѓани, фирми, поединци и така натаму. Дали тоа технички веројатно е можно, ама без соработка со операторите претпоставувам дека тоа не би можело да се изведе. Имате ли во нив целосна доверба во операторите, бидејќи без нив нема шанса вако нешто да постои? Рековте дека се уште постојат легални центри. Не, илегални центри. Илегални центри кои отуѓени центри, да речеме, кои користат некаква опрема, не знам дали е таа застарена, нова и така. Тоа не се големи технички веројатно некои предуслови, али се добива чувство, еве јавноста мисли дека се уште некој прислушкува во оваа држава. Видете, кога имате институции, кои имате влада која што се дрзнала 11 години да следи и да прислушува, кога се обелоденија дека 20.000 луѓе во Република Македонија се прислушувани, им се нарушувани правата, во нив се новинари, пратеници, политичари, амбасадори и така натаму, впечатокот во јавноста не се брише така лесно дека тоа не се случува. Јас само сакам да ја истакнам мојата увереност до граѓаните на Република Македонија дека Управата за безбедност и контраразузнавање во овој период работи исклучиво врз основа на закон и тука не може да стане збор за никаква злоупотреба на овој систем на прислушување, кој што дефинира начин и постапка како врз основа на судски одлуки во едната постапка на организиран криминал и корупција на спречувањето и вториот дел врз основа на одлука на Врховниот суд за загрозување на уставниот поредок на Република Македонија. Така да мислам дека тука е клучната поента. Ние имаме пресуда на македонските судови и докази дека прислушувањето е правено од Министерство за внатрешни работи. Илегални центри, дали постојат или не постојат, дали тоа било така или не, ќе покажат можеби и некакви истраги, меѓутоа јавноста треба да биде спокојна во делот на Управата за безбедност и контраразузнавање, а тоа беше гнездото кај што се вршеа сите незаконски работи, се воспоставени механизми на контрола, иако со постоечките законски решенија и се знае точно кој, кога и врз основа на каква одлука, односно наредба може да биде ставен во системот на прислушување. Господин Спасовски, кога сме, како што спомнате, кај злоупотребата на следењето на комуникации, дали е направена воопшто некаква внатрешна истрага во УБК, односно во МВР, по вашето доаѓање како министер и што е откриено? Потоа, зошто на тие што се одговорни, односно што се обвинети за нелегално следење на комуникација од страна на СЕО, Горан Груевски и Никола Бошковски, им беше дозволено да побегнат? Докаде е таа потрага и што стана со тие пасоши под имиња на други припадници на полицијата кои ги имал Горан Груевски? Дали е откриено кој му ги давал, во кој период, дали биле исправно дадени, дали некој ќе одговара за тоа што му дал таков пасош, дали тој пасош е поништен или уште може да го користи? И третото прашање исто така поврзано со СЕО и со МВР е со представникот на Македонија во организацијата СЕЛЕК. Беше побарано, меѓутоа до сега нема никакви информации што е направено и дали може Македонија да го изгуби тоа место поради начинот на функционирање на таа организација. Добро, благодарам за прашањата. Што се однесува првично до истрагата, ние таа истрага за злоупотреби на прислушувањето ја водиме подолго време. Дури кога бев министер во владата на ВМРО ДПМН. Таа е отворена. Сите материјални докази и сите изјави од лица беа доставени и на основа на тоа се покренати сите обвиненија. Така да, таа истрага во делот на прислушувањето не е веќе истрага. Тука се покренати обвинителни акти, имаме точно
утврдени луѓе, осомничени, кои што го спроведувале ова нелегално действие во Република Македонија и за тоа секој од нив ќе сноси одговорност. Првата работа. Втората работа. Во однос на Груевски и на Бошковски. Сакам да ја кажам дека не ги пушти Министерство за внатрешни работи да избегаат. Тоа го направи судот. Вие ако погледате или ако прашате, ќе видите дека во апелација не присуствуваше еден од нив. Тоа укажува дека можеби тогаш не бил надвор од Република Македонија. Бил надвор од Република Македонија. Министерство за внатрешни работи постапува врз основа на одлуки кои што ги носи јавното обвинителство и судијата на претходна постапка. Се друго што би направиле ние самостојно би било нелегално. И ние не можеме да знаеме во кој момент каква одлука ќе се носи. До сега е несвојствено да имате носење на одлука за обезбедување, на мерка за обезбедување, било која да е, еве и најстрогата притвор, и при тоа директно да не се спроведе тоа осомничено лице, тоа обвинет во притворското оделение. Меѓутоа, очигледно дека овде станува еден сплет на околности, на поврзаности помеѓу јавното обвинителство, помеѓу судството и помеѓу поранешните структури од власта, кои што дозволија бегање, односно напуштање на државата на овие две лица, и за тоа верувајте дека се водат соодветни постапки и истраги и ќе дојдеме до други лица сигурно кои што го возможиле тоа и за кои што треба да се покрене сериозна одговорност. Така да во тој дел на мерки и активности кои што се преземаат, сакам да знаете дека од кај нас нема да има постапка која што би била селективна, туку напротив, постапка во која што секој од нив ќе мора да сноси одговорност. Тоа беше едното. Второто прашање? Второто прашање беше поврзано со пасошите. Во однос на пасошите, односно двојните идентитети кои што ги има, сакам да знаете дека во МВР постојат двојни идентитети, тие се користат најчесто и за работа на службата, за потребите на службата, меѓутоа има и случаи, веројатно, како што е и овој, кој што во моментот сите факти се во обвинителството, се работи, јас не би открил повеќе детали во истрагата. Не му е поништен пасошот на Груевски под тој втори идентитет Варелов, дали му издаден легално или нелегално? Тие факти сите ги истражуваат соодветните органи и тие може да дадат информација, не јас. Утврдено е дали лицето соодветно му го дало својот идентитет. Сите факти може да ги добиете во обвинителство кај што се води предмет. Значи добри за селек тогаш. И за селек сакам да знаете дека Министерството за внатрешни работи, како што информиравме претходно, покренавме постапка во селек да се разговара и побаравме да лицето кое што е осомничено, на кој што е покренат обвинителен акт, биде повлечено од позицијата директор на селек, заради тоа што пред се тоа е една лоша репутација на Министерството за внатрешни работи, а со тоа и на Република Македонија. Некои ќе речат да треба да се почитува презумцијата на невиност. И тоа е точно. И никој никого не обвинува и никој предвремено не кажува дека тој или било кој друг осомничен мора да биде осуден. Меѓутоа, организација која што се бори против организиран криминал и корупција, да има начело лице кое што е осомничено за злоупотреба на службената положба и властување, за рушење на човековите права и така натаму, е нешто што е недозволиво. И најмалку што треба да се повлече самиот тој, меѓутоа ја не очекувам дека може да се случи такво нешто, бидејќи лица кои што учествувале во вакви активности, на што да се надеваме дека тие можеби самостојно ќе се повлечат одредени позиции. И на крајот од краиштата не смее воопшто да се поставува прашање дали Република Македонија би го загубила местото директор во селек. Заради тоа што имајќи го местото директор во селек, спроведувајќи постапка која што би рекол не беше најтранспарентна во неговиот избор, допринесе за рушењето на угледот на Република Македонија. Па извинете, подобро е да немаме директор кој што има криминално досие, отколку што да го имаме и да ни се подсмева цела Европа. На 19 ќе се одржи состанокот и тогаш ќе се разговара пред сите земји членки за ова прашање. Дали добија се членови на комисијата за надзор на контролата на УК и Агенција за разузнавање сертификат за безбедносен сертификат? Безбедносните сертификати ги дава Дирекцијата за класифицирани информации, таму ќе се обратите за тоа прашање. Нема други прашања? Уште едно.
Господине Спасовски, колку решенија за унапредување и за разрешување од одредени позиции во МВР се случија во изминатите 100 дена и дали имало случај каде некаде некој одредена позиција рипнала за неколку скалила погоре иако нема соодветно образование за таа позиција? Што се однесува до поставување на лица со несоодветно образование или без образование или со фалсификувани дипломи, тоа мора да прашате во претходната гарнитура, заради тоа што јас се справувам сега со тие проблеми. Со фалсификувани дипломи, со кривични пријави против такви луѓе, со дипломирани стоматолози на началнички места и така натаму и така натаму. Сите овие работи кои што ги исправам, нормално е дека ги исправам со луѓе кои што се квалитетни. Значи, во сите кадри кои што се поставени од моја страна се дипломирани криминолози, безбедњаци, доктори на науки, магистри, луѓе од струката, луѓе од фела кои што работеле тука. И јас навистина за мене ниту позициите, ниту луѓето се бројка. И не треба да се водиме од тоа дали има потреба. Јас ви кажувам дека ќе донесам толку решенија колку што ќе биде потребно за ефикасно функционирање на Министерството за внатрешни работи. Колку е тоа, воопшто не е важно. Важно е да го подобриме системот на ефикасноста на МВР. За вас како граѓанин е битно да имате полиција која што ќе функционира, да имате полиција присутна на терени помеѓу граѓаните и да имате полиција која што ќе има неселективен пристап. Ако имате раководни службеници кои што имаат фалсификувани дипломи, несоодветно образование, поставени по партиски клjuč, вие не може да ги очекувате овие придобивки за вас или за било кој граѓанин на Република Македонија. Така да, во тој дел направивме тоа што го направивме до сега и ќе продолжиме понатаму, ќе донесеме толку решенија колку што е потребно, меѓутоа верувајте дека сите тие, и тоа може да се провери, се со соодветно образование и на места за кои што навистина одговараат. Па прочем на тоа се должат и овие резултати кои што ги прочитав. Благодарам. Министре, во контекст на ова што сега го зборувавте, но и да се надоврзам на бегалците Груевски и Бошковски, бидејќи моите колку прашањата беа конкретно наменети за нив двајца. Моето прашање е дали се справувате со луѓето внатре кои им помогна во процесот да побегнат од правдата? Јас истакнав кој им помогна во процесот да побегнат од правдата. Тие луѓе внатре во Министерството за внатрешни работи им помагале во злоупотреба на системот. И за нив има соодветни постапки, за некои има суспензии, за некои има дисциплински постапки, за некои има отказни решенија и тие се во тек за оние кои што им помогнале да ги злоупотребуваат системите за прислушување. Помошта за нивно бегство има овозможи некој друг. И треба да ја бараме во судството, во јавното обвинителство, да одговорат на прашањето како од Основен суд Скопје 1 до МВР патува 4 часа по терница, односно одлука за приведување и така натаму.